Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Ива Петрунова. Ива Петрунова е глас на младите, магистар, доктор на науки, инженер архитект, навидум мирна, кротка, а всушност, барем судејќи според моите субјективни импресии за незините активности регистрирани на разните простори по интернет, на таа модерна алатка од која не може практично ништо денеска да се сокрие, па ниту активностите на Петрунова се посебен љубопитен повод да ја замолам да седне на ова кротко столче на Дистрикт, а гласот на младите е една од формите преку кои таа ги упатува своите пораки, едукативни содржини, но и загрижености за тоа каде живееме, како живееме, зошто си го наградуваме просторот оној наш заеднички и во место за пријатност ние самите го претвораме во наше средство за наша некаква автофрустрација, но да не одземам и онака откусото време на Дистрикт. Ива Петрунова, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. За гледачите на Дистрикт, ајде, која е ова млада архитектка и доктор на науки, и урбанистка и естетичар? Ви благодарам на поканата и ви благодарам на представувањето. Значи, како што рековте, јас сум Ива Петрунова, живеам во Скопје. Јас сум магистар инженер архитект и сум доктор по општествени науки од областа на социологијата. Всушност, мојот докторат произлегува во периодот кога решив да се запишам на докторски студии. Архитектонскиот факултет немаше акредитација за докторски студии, па тоа што можеби беше сродно е секако социологијата, посебно урбаната социологија. Мојот ментор е професор доктор Илијацевски, сега е професор во пензија, а мојата докторска тема всушност се однесува на едно истражување за Скопје во 2017 година, која го мери задоволството и потребите на граѓаните за градот, односно што мислат граѓаните за градот и како се чувствуваат. Резултатите не се многу позитивни, меѓутоа тука произлегува целиот ангажмент. Ќе зборуваме во емисијата. Сакам за миг да се вратите во вашето детство. Каде растевте? Во Аеродром, и се уште живеам во Аеродром. Значи, вие сте градско дете урбано, може така да се каже. Така може да се рече, да. Што ве нервира во вашата населба, а што ве радува? Што ви беше убаво додека растевте, а што сега тоа исто ви е убаво или не убаво? Така. По Аеродром јас мислам дека многу соодветно испланирана населба за живење, односно вие имате се што е потребно и нема потреба нели да одите во другите делови од градот. Има големи плочници кои представуваат, овозможуваат континуитет на пешачко движење. Исто така училиштата и парковите се во непосредна близина и се поврзани пешачки со стамбените згради. Тоа значи дека Аеродром е многу безбедна населба, посебно за деца. Јас кога би се навратила во моето детство, ние бевме еден куп деца од околните згради и можевме напрекинато да трчаме по плочниците, по парковите, да се дружиме, да ги играме сите детски игри. Но дел од левата страна на булеварот Јане Сандански и таму е таа комоција се уште заштитена. Другите делови, зелените површини од другата страна на булеварот, поготово кога да се окупирани потоа, или грешам? Во право сте. Посебно во стариот аеродром, така наречен делот на Аеродром Стар Аеродром, каде што се изградени или висококатници. Тие представуваат сосема дисконтинуитет на традицијата на живење во општина Аеродром, односно помеѓу зградите нели во тој дел, затоа што го напуштија тој континуитет на пешачки патики, кој е важен не само во Аеродром, туку секаде во градот. Претпоставам, вие живеете од левата страна на булеварот према Новолисиче? Да, јас живеам во убавиот дел и стариот дел на Аеродром, да. Малски живот меѓу зградите некако, нели може така да се нарече? Да, си уште е зачувана таа малска традиција на некој начин, или аеродромска, како што нарекуваат во останатите делови во градот, што сметам дека е позитивно. Што беше мотивот за архитектура? Прво и потоа урбанизмот посебна перцепција за вас? Така, мотивот за да се запишам на архитектура беше, мислам дека сосема случајен. Јас бев многу љубопитно дете, кое сакаше да чита и да истражува. Многу сакав историја, археологија, меѓутоа перспективите со археологија кај нас исто така не се многу отворени барем во земјава, што е навистина штета.
И другата љубов ми беше астрономијата, која исто така нема. Кај нас имате физика за наставник, меѓутоа нема применета физика или астрономија, па никако во архитектурата го пронајдов цел тој склоп на сите мои љубопитства кои сум ги имала како дете. За вашите младешки амбиции? По Македонија се чини дека се потесна и потесна станува за сите младешки амбиции, бидејќи не овозможува доволно отварање на широки перспективи. Посебно во помалите градови, сега затоа сите нели се преселуваат во Скопје, меѓутоа и Скопје на никој начин ограничено и во образование и во други активности. Спомнав само урбанизмот. Од каде желбата или поривот кај вас, Петрунова, да го перцепирате просторот на еден посебен начин од нас обичните, да речам, кои се движиме постојано по скопските улици, но не забележуваме како градот се менува. Може само да констатираме дека се наградува често наместо да се разубавува. Од каде вашиот порив да го наблюдувате, еве конкретно Скопје во неговите три димензии? Прво, моето професионално определување дава одредени перспективи, кои сега го сме ги учеле на факултетот, меѓутоа и моите докторски студии по социологија и урбана социологија даваат една сосема нова перспектива, која за мене во периодот која се запишав беше дури просветлувачка, бидејќи архитектурата и социологијата сметам дека треба да одат рака под рака. Денеска во светот се повеќе и повеќе се отвараат институти за урбани студии кои го обединуваат архитектурата, урбанизмот, социологијата, психологијата. Некоја наука за урбано живење. Да, тоа е наука за урбано живење, бидејќи градовите, не само Скопје, сите во светот градови растат и се предвидува дека до 2050 година речиси 80% од светското население ќе биде преселено во градовите. Тоа на некој начин става огромен притисок на градовите и тие мора да бидат хумани за живење. Исто така тоа што градовите влијаат на како се развива или географијата и другите науки, посебно природните науки, и ја менуваат планетата Земја. Значи ние мора да живееме во симбиоза со тоа што е здраво и да не се наштетиме самите себе си, иако градовите зафаќаат се повеќе и повеќе територии. Се враќам пак на Скопје. Да. Родени сте тука, живеете тука, растевте, ќе поминете веројатно уште години, ако не избегате и вие како многумина млади во странство. Од архитекти, ваши колеги и повозрасни и урбанисти, стоела дека Скопје има прекрасна, одлична местоположба за град, за едно урбано, како велите вие, и социолошко и напредно живење. Но дури ни ветерот веќе не се чувствува тој врдарец на времето што го памтат старите скопјани. Што му се случува на градот? Како вие го доживувате растежот на? На градот му се случува преголема урбанизација, меѓутоа на несоодветни места. Имате места кои се празни, кои не се урбанизирани, и потоа имате места кои се премногу изградени. Исто така сега таа социолошка страна на градот, ако ја погледнеме, на градот му се случува криза на идентитетот, што е многу интересно, посебно во земји како нашава, бидејќи ние сите сме чувствителни на тоа прашање за идентитет, меѓутоа секојдневно го губиме во сите секојдневни работи. Ајде ова да го појасните, кога велите идентитет, на што целите? Скопје е град на дисконтинуитет, односно цело време низ историјата на Скопје имате нешто што се случува што насилно и нагло го минува изгледот на Скопје. Кога ќе земете да планирате еден град, тоа се планира на долгорочно, не може да се минува и конкретно на 4 години, како што нашите политички партии, како што се менуваат, така менуваат и визијата во градот. Тоа ги прави граѓаните на некој начин збунети, меѓутоа кај нас не е висока таа свест на визуелна перцепција на околината и не сме свесни колку тоа навистина на нас влија. Иако тоа дури може и научно да се докаже, долку се направа такви истражувања. Во Скопје конкретно прво се менува структурата на население, многу се доселуваат, многу се одселуваат и тоа било така случајот низ годините. И градот сега, да нема свадите погрешно, треба да се менува. Значи, ние не можеме константно да живееме како што живееле пред 50 години. Меѓутоа, треба развојот на градот да се планира на начин кој ќе ги зачува националните белези и културата на живење која е карактеристична за специфичното место. Спомнавте вие политичарите, но можно е тоа во услови кога постојано се менуваат урбанистички планови и генерални, и овие локални. Некој го врши тој притисок врз политиката врз бизнисот или бизнисот врз политиката. Купувате стан
со поглед, не знам, во некој простор 50 метри од вас, по некоја година ви никнува зграда и гледате во соседниот балкон, кој не е подалеку 10 метри, па ја вредноста на станот ве прашува ли некој, генерално зборувам, што ни се случува? Ние сме водени од профитот моментално и сметам дека ова што се случува кај нас, повеќе во светот се прави тенденција тоа да се реши. Не е само кај нас сека да се гради, сека да се градат несоодветни или лоши спроектирани објекти, меѓутоа кај нас тоа станува нели како актуелно, како така да треба. Исто така ние имаме таква култура за живење што за нас сигурност е да се поседува стан, односно каква таква живеалиште нели да се има. При напливот на притисокот на останатите жители од помалите градови во Скопје, сметам дека се купува за да се купи, за да се чувствуваат безбедно, да имаат дом, меѓутоа не е многу развиено нивото и стандардот како треба да изгледа едно живеалиште и што е тоа така, што го пружува. Покажа дека има повеќе станови отколку што има жители или домаќинства, односно седат празни или не знам се издаваат под наем и така натаму. Луѓето ги затвораат парите, бизнисмените тука имаат свој профит, политичарите тоа им го овозможуваат од исти побуди веројатно. Има ли лек? Ликот е градот да се планира долгорочно. И сега со пописива покажуваме дека всушност на живеалишта не се потребни, домови не се потребни, бидејќи имаме повеќе домаќинства отколку што има станови. Меѓутоа многу сме фокусирани на Скопје. Треба да се направат политики кои ќе ги заживаат по малите градови и ќе ги мотивираат младите граѓани прво тие што се во Скопје да останат во Скопје, да не се одселат, а понатака и тие што се од помалите градови во внатрешноста да имаат, да може да ги развиваат своите потенцијали во местото каде што се родени. На тој начин да ги заживеат. Ништо не купуваме со генерации од поразвиените земји, од поразвиените култури, па од една Словенија, например. Да, моменталните светски трендови од поразвиените земји ја враќање градот повторно на пешаците. Значи, ние доколку ги прошируваме нашите булевари, на запад ги стеснуваат, за да се намали автомобилскиот сообраќај и да се зголеми пешачкото движење на граѓаните, што придонесува до намалување на бучавата, намалување на загаденоста на воздухот, движењето, пешачењето си како здраво за граѓаните, предизвикува социјална интеракција, односно граѓаните да се гледаат да комуницираат меѓу себе. Додека ние одиме во обратната насока, каде што се градат висококатници, кои, ако сте забележале, се заградени со ограда, па го тежнуваат движењето уште толку, тротоарите ни се на нови улици се помали и помали и на тој начин всушност градот покажува дека начинот на живење не демократски, бидејќи јавниот простор е одраз на демократијата во градот. Значи, не ви дојде саглам градоначелник во Скопје кој ќе стави, не знам, црвена линија до каде нешто може. Дори водно го покриваме се повеќе сантим по сантим со блокови згради. Па сметам дека може би еден поединец не знам колку може да промени нешто. Буковски вели дека треба свето да го менуваме еден човек по еден човек. Не можеме се останато е романтизам или занасување. Така што сметам дека институциите треба да се согласат и очигледно политичките партии треба да се согласат за општото добро и секако да се намали профитот во градењето, колку и вака е невозможно да звучи, ќе дојдеме до точка кога за здравјето на граѓаните ќе мора да размислиме малку потрезвано што како ќе организираме градот. Да се занимавал со политика, можеби ќе придонел нешто и во таа насока околу масовната, нели, цивилизирање на луѓето и на неговите сограѓани. Кафаните му биле вака помили, нели, да го перцепира животот малку и преку од таков талент, нели. Но ајде да се вратиме на нашата тема. Гласот на младите, спомнав јас во најавата. Тоа вие сте познати во, па мислам дека и во пошироката веќе македонска јавност со вашиот активизам. Таа иницијатива, што, од каде потекна, што роди, како заврши, трае ли уште, тлее ли уште нешто во таа енергија? Тоа беше серија на кратки видеа со млади кои се занимаваат со некакви општествени прашања или се образувале, можеби некаде надвор, се вратили работат на такви теми. Тоа беше иницијатива на новинарот Боријан Јовановски. Се сними таа прва серија од која јас бев дел, со кратко видео. Искрено не знам што се случи понатаму.
може би ќе продолжи, може би не. Сега преку невладиниот сектор сте поприлично ангажирани. Низ што одат вашите активности, низ кои форми се реализираат? Јас моментално сум дел од неколку невладени организации. Едната од нив се занимава со домување, тоа е нова организација која досега немало ништо слично во нашата држава. Како ќе оди понатака, си уште не знаеме. Всушност тоа е организација за покривање на квалитетот на живот на станарите во Република Македонија воопшто. Останатиот дел од моите ангажмани е соработка на проекти кои се однесуваат на градот, на урбанизацијата, на зелената транзиција, на еколошката трансформација на градовите. Такви проекти нема кај нас. Меѓутоа, на овие досега која сум соработувала, јас сум експерт. Значи, тоа е мојата позиција во проектот експерт кој држи предавања или некакви работилници и има кратки едукативни видеа за тоа што се случува во градовите или конкретно во Скопје. Не сте редовно ангажирани на работа конкретно, еден доктор на науки или еве и магистар нели по архитектура. Вие сте слободни сега на тој пазар. Еве порака до градежните компании или не знам до урбанистите, до општините, до градот, до државата и така натаму, да пред да ни избегаат сите млади во странство, малку да најдат ангажман и за вас. Што би сакале за државата нешто да сработите кога би работеле во државна институција? Што да направиме нови план околу урбанизацијата? Сметаме дека првиот чекор кој сега можеме да го постигнеме е само едукација на граѓаните. За тоа што значи квалитетен живот, дека кога купуваат станот треба да разгледаат околината, да има училиште, зеленило, потребна инфраструктура и дека животот во градот не значи живење дома, имање, не знам, златни плочки можеби, туку значи дека вие кога ќе излезете од дома треба да можете да се пронајдете во вашето место на живење и при тоа да се ослободите од тој урбан стрес. Местото на живење да биде нашиот дом, во таа смисла. Да, всушност градот значи дека ние треба да се идентификуваме како граѓани. Во градот главната поделба би требало да биде на граѓани, односно на скопјани, дека ние во Скопје моментално сме поделени по сите ниво, меѓутоа немаме идентификација како скопјани. Од тука мислам дека е еден главен фактор од кој произлегува целата таа наша негрижа и незаинтересираност кон градот. Во неколку наврати спомнавте дека градот го изгубил некој имидж, дека идентификација нема некаква. Ова Скопје 2014 нели е некаква идентификација на градот? Скопје 2014, да, долго не навлагам нели во политика. Не се разбира. Овде сте за естетика. Така, меѓутоа етиката и естетиката се многу блиско поврзани, каква што ни естетиката, таква ни е и моралната слика на некој начин. Тоа што Скопје 2014 го направи во Скопје, само го продолжи тој дисконтинуитет. Односно, за неколку години вие имате агресивно менување на ликот на градот. И тоа на начин кој е сосема несвојствен. Од 500 и не знам која е Пиколумин или кој, па не знам, тој земјотрес, па 63-та, земјотрес. А Скопје 2014, каде оди имената му? Да, земјотресот го разорна Скопје, па Скопје беше приморано да се изгради. Модернизмот кој тогаш се изгради е исто така неприфатен за тоа време, меѓутоа модернизмот е белег на тоа општество и е адекватно изграден во смисла да ги прати светските трендови, за разлика од Скопје 2014. Не бе прашан за политика, но ретроградна е ли е тој дизајн од Скопје 2014? Не е лепи овде во градот, на поднебието, како естетика, како урбана естетика? Како естетика, тоа е тешко да се дефинира. Мене лично воопшто не ми се допаѓа, меѓутоа како естетика тоа го нарекуваат барок, тоа не е барок. Барокот е Луи 14 верса и тоа колку и да е орнаментирано, тоа изгледа прекрасно и феноменално, тоа е нов правец. Дори како да е урнеме триумфалната идеја, не знам, да направиме тука споменик на едно време во кое Скопје се наградуваше. Мислам дека тоа би одело... Се шегувам малку, да не помисли дека сакам да ве навлечем на политика. Сега, од вашава перцепција, од вашата младост, од вашето знаење, од образованието што го имате, што препорачувате на градските власти? Нешто се чистат диви депонии, по 3 месеци повторно. Значи, не помага ако се исчистат, ако не се создадат услови, вие рековте култура. Но граѓаните, ние да имаме култура, треба да имаме и услови да ја
практикуваме таа култура, да имаме каде смето да го фрлиме. Ако немаме каде, веројатно душеците ги фрламе на, не знам, на диви депонии и плакарите, но има и телефон, нели, да се јавиме комуналец, може да го однесе некаде. Како ова да го решиме, таа симбиоза меѓу одговорните во градот и меѓу нас граѓаните? Повторно би се навратила на образованието дека е клучен фактор. Ние мора како општество да работиме на образование и на култура. Односно да восприемаме на некој начин естетика и убавина на сите животни полиња. Тоа, нели, доколку го прошетате по улица, можеби ќе видите дека некако изгледа сиво и тмурно, меѓутоа тоа може да се смени со образование, кој ќе се крена свеста за граѓаните да се свесни што сакаат и како тоа треба да изгледа, би се направило, претпоставувам, притисок на властите за конечно да се разгледува општото добро и да се направат развојни стратегии на градовите кои сега според 21 век мора да се еколошки, енергетски ефикасни. Дури Шанзелизе, нели, ќе прават пешачка патека во Париз. Во споредба со тоа, Скопје е многу помал зафат, иако е многу комплексен и е премногу изграден, можеби, во моментов на одредени места. Тоа што треба да се направи, гледаме дека не се потребни многу станови, значи може да стопираме со стамбено градење, можеби да бидат пониски зградите, доколку се гради, нели не може со само тоа да запреме, меѓутоа да се гради со еден осет кон околината и осет кон потребите на општеството. Исто така ева ова можеби личен коментар со трговските центри, мислам дека се претерува, затоа што повторно тоа е белег пак на нашето време. Ние живееме во конзумеристичко, капиталистичко општество, меѓутоа за општото добро, подобро е да има пешачки патеки и отворени паркови, некои културни содржини, отколку да имате трговски центар кој на некој начин нели ве наведува вие тamo да го поминате времето, при тоа трошејќи средства. Сите наши што одат во странство од Западна Европа, кога се враќаат, раскажуваат колку е таму. Чисто дека не сме да се врли, казни се високи и така натаму, и не само до казните. Што правиме овде со нас кога ќе видиме на улица нека мајка излегува од дома со дете и наместо во контейнер својата кеса со смет ја пушта во мали корпи за ситни отпадоци. Што гледа детето, како се воспитува? Има ли лек за тоа или ова е флуктуација на население постојано? Тешко може да се дојде еден степен на култура, за да кажеме ние си го сакаме градот и го сакаме такво да биде чист, нели, како песничката од Златно Славече за Скопје. Во овој контекст мислам дека повторно граѓаните треба да се едуцираат, меѓутоа треба да се постават позитивни примери за тоа да може да се почувствува. Нели лесно само да зборите, меѓутоа дајте да видиме што би се случило. Казната во случајов парична казна, мислам дека не сум сигурна колку би помогнала. Мислам дека е добро да има општо корисна работа, дека треба да се направат организации кои ќе ги мобилизираат граѓаните да направат добро за градот или наместо парична казна еден саат да се изчисти некој место. Тоа се некои механизми кои ги имало. По западните земји. Да, има, меѓутоа тоа е педагошка мерка повеќе отколку што нешто ќе помогне. Меѓутоа педагошката мерка вообичаено има ефект. Имаше некои истражување сега по повод 1 април ден на шегата на маските и така натаму. На прашањето на две телевизии национални за граѓаните преку Фејсбук, чинам, кои најмногу лаже, велат политичарите, нели? Па натаму се редат ова други. Сега, кога имаме такви политичари и таква политика, не ве прашувам за политика, него како социјална појава, бидејќи сте и доктор по социјални и по урбана култура, може ли да се наметне поинаков дизајн на живење, поинаква култура кај нас граѓаните, кога ги гледаме примерите, дека за еден мандат некој не се стекнал со некој богатство што, не знам, за внуците може да остава? Да, мислам дека тоа не е политика, тоа е политиканство. Практично политиката во нашава држава е очигледно на многу ниско ниво, бидејќи влегувањето во политика се гледа како начин да остварите профит на полесен начин, за жал. Иако политичарите се всушност слуги на народот. Треба да работат за доброто на народот. Ние, еве, пописот тоа го покажа дека нели се намалуваме како бројка, сме се помалку и помалку. Најверојатно во општество кога секој со секој се знае, многу е лесно да се остварат тие врски, да се формираат групи.
искрено не знам како би почнале да размислуваме за општото добро само образование. Младите, како да ги задржиме? И пописот покажа дека масовно се иселуваат, поготово веќе не само младите, туку и нивните родители и средната генерација, и тоа главно образовани луѓе, кои не одат само по поголема плата, по подобра екзистенција, туку и поради, предпоставувам, и тоа социолозите го нагласуваат, вие од ваш аспект сигурно го знаете, се условите, едноставно, амбиентот на животот. Институциите функционираат, се им е средено. Не треба да се нервираат за некаков документ, нели? Или со некој шалтерски службеник кој ви го дава уверението дека јаде бурек, нели? Да, практично проблемот е што на несоодветни позиции се вработени несоодветни луѓе. Сметам дека доколку тоа се смени и доколку почнат според професија, онака како што треба по некој природен тек на настаните да се случуваат вработувањата кај нас во држава, во тој случај голем дел од младите би одбрале тука да се вратат или тука да останат, меѓутоа и исто така на тој начин институциите би почнале да функционираат. Многу е слаба довербата, посебно на младите граѓани во институциите, бидејќи нели искуствено вие ако имате да речеме 30 години гледате како се полоши и полошо функционираат институциите, логично е веќе да немате никаква доверба. За разлика од постарите генерации кои всушност можеби сме довади рече бидејќи цело време имале доверба, бидејќи растеле во едно поинакво време кога секој си ја вршил работата или барам тоа така изгледало. Државата се грижала за општите работи повеќе. Две теми ќе спомнам сосема накусо, дивоградбите и нивната легализација. Може ли тоа исто така да предизвикува отпор кај нас граѓаните? Едноставно не сакаме да учествуваме. Некој живее легално, друг нелегално, па се стегнал, па не знам во национални паркови, па вили и така натаму, не се тоа само обични куќарки за живење или за екзистенција. И урбаната мафија. Ајде, што мисли Петрунова? А тие две работи се поврзани. Повторно е тоа наше, нели... За да го врзат прашањето. Да, повторно е тоа нашето мало општество како функционира, бидејќи многу е фрустрирачки да гледате кога некој гради, додека некој нели не може ни одобрение за градба за многу помала катност да извади. И сега од тука потекнува мислам дека потекнува таа негрижа кон околината. Предпоставувам дека луѓето гледаат јас да се снајдам да изградам, све околу нас и онака секој како сака си гради. Државата толерира и тоа е едно насилие и од тие што градат диво, но и од тие што тоа го дозволуваат. Да, апсолутно, при тоа се уништуваат национални паркови, се загрузува безбедноста во смисла на не можат да поминат возила за итна помош, немате тротоар за движење, квалитетот на живот се намалува и сепак овие нели големи работи кои ги кажувам, од типот на не може пожарникарна да помина, па може да избувна пожар, тоа е сериозно, меѓутоа граѓаните се изложуваат на секојдневен стрес. Секој ден буквално се секираат каде ќе ја паркираат колата, каде ќе испазарат, дали ќе има гужва, како ќе се стигнат до дома, посебно зборувам за граѓани кои можат да функционираат на некој начин соодветно. Ако ги земаме во предвид сите маргинализирани лица или со посебни потреби, тоа стана уште поголемо. И всушност тоа што не се гледа тој урбан стрес, колку многу влијае на секојдневниот живот и се одразува. Иако сметам дека граѓаните многу не се свесни и се навикнати така да живеат, меѓутоа ваквата голема изграденост западните земји веќе имаат некои докази за тоа, придонесува до анксиозност и до сите тие нели ментални нарушувања, може да предизвика за не дека главен фактор. И сето тоа кој ќе го земете во една широка рамка, всушност е предизвикано од сите неправди кои се случуваат преку дивите градби, преку зголемата катност на објектите кои се градат. Кој ќе кажеме урбана мафија, тоа не е веќе поим кој е од домаќин. Да, кај нас за урбаната мафија дури вака, не знам дали можеме да кажеме, бидејќи вообичаено се е легално. И сега кога законите се направени или се сменати... Значи мафијата така работи, прво ќе си ги донесе законите, па после легално си узурпира менува и урбани планови, и локални, генерални планови, нели? Да, работата најверојатно влијанието кој каде го има,
Меѓутоа, истото Нема тоа и глас со... граѓанинот, не му се слуша гласот воопшто. Да, истото тоа и со дивите градби. Значи, сите изградиле, па сега ќе ги легализираме. Тоа е менување на закони, додека граѓанинот, обичниот граѓанин, во целата таа работа су сама безгласен. И мислам дека не знае веќе, прва нема доверба, втора нема каде да се обрати на некој начин. Иако голема маса на граѓани можат да издействуваат солидни урбанистички планови, доволно зеленило. Така, Ива Петруно, ве цитирам, велите од тоа каков е нашиот јавен простор, се гледа какво е општеството во кое живееме. И па каков е нашиот јавен простор и какво ни е општеството. И ние во него. Всушност, Платон вели каков е градот. Градот е таков како што е, затоа што граѓаните се такви какви што се. Нашиот јавен простор е узурпиран, генерално, на многу начини. Може, не знаете каде може да се појави зграда, тоа е една неизвестност. Потоа е узурпиран со автомобили, со несоодветна урбана опрема која го препречува движењето на граѓаните. Потоа е узурпиран со терасите на кафетериите. Тоа пака нас не ни одговара да го кажеме како узурпација, меѓутоа и е во договор со општините, меѓутоа нели кога ќе видите некоја кафана кого зафатила од просторот за движење или кафетерија, тоа е исто така узурпација. Државата ни узурпира тоа што е наше, зашто сме платили некојаш тоа да се изгради, не некојаш, постојано преку буџет, нели, преку даноци и така натаму. Дојдоа со кофи боја, нацртаа линии, рекоа ова е паркинг, формира предпријатие и наплатуваат на нешто што е наше заедничко, никој не праша. Да, нашите советници креваат за се два прста. Затоа што мора на некој начин да се... Тоа. Крај. Зошто тоа не се случува во некоја Шведска, Холандија, Данска, Луксембург? Затоа што предпоставувам имаат многу строги закони и доколку никој ги наруши, народот излигува да го покаже. Но и ние имаме строги закони, па се констатиравме заедно дека ги менуваат законите за да може да си ги направат уште построги за други, но да си го остават простор за себе, нели? Да, меѓутоа немаме доволно критична маса граѓани кои на тоа би изреагирале и кои се доволно образовани за да изреагираат. Иако мислам дека во Скопје почнуваат да се појавуваат групи иницијативи кои бараат зеленило, сега конкретно во Тетово или се бара градски парк да се направи, бидејќи Тетово е град без градски парк. Има иницијатива, јас им посакувам успех, се надевам ќе успеат да издействуваат. Така што на некој начин веќе почнува таа критична маса постепено да се создава, меѓутоа мислам дека тоа е процес на кој мора да се работи, процес кој ќе трае. И на крај или при крај на емисијава, што е тоа простор за урбано живење? Што вели дефиницијата? Што велат книгите, науката? Урбано значи град. Простор за урбано живење, каде што граѓаните, односно, живеат во урбана населба, тоа е град, соседство, и каде што може да ги практикуваат својот стил на живот, кој се согласува... Сега социолошкото да го насадите тука? Да, така? Кој се согласува со сите тие начела според таа култура. Или култура значи негување на одредени вредности. Во случајот културата може е склоп на сите навики, традиции, обичаи кои ги има тоа општество. Не знам дали памтите, млада сте, едно време имаше градски архитект. Па нешто некому не му се бендиса, после мандат 2 веќе ја укине со закон таа функција. Нема кој да немаат контролор сега таа урбана мафија, политиката и бизнисот, нели? Никој не им пречи. Треба ли да се врати таква некоја функција? Некој да одговара за урбанизмот во градот генерално, за естетиката, некој кој ќе може да каже овде не може зграда од 20 ката, тука може нешто од кат и пол или оставете го нека биде зелена површина. Да, не се сеќавам јас на таа функција, меѓутоа сум чула и сметам дека да убава да ја има, пожелно да ја има, само во овој денешен контекст не знам колку би бил доволен еден човек за сето тоа да го промени, меѓутоа секако како механизам за дополнителна контрола сметам дека треба да го има, иако потребно е можеби многу повеќе механизми кои ќе го ограничуваат градењето во градот. Го знаете Скопје добро, го гледате и од Водно, нели, од Газибава, од Драчево до Ѓорче Петров и до Сарај, нели, над Ланкавие. Сега Влае, не знам, Треска, ова кај Холидей Ин, каде би забраниле да се гради?
Кај Холидеј, дефинитивно, затоа што тоа е единствен простор во центарот кој е слободен. Секако градот мора да се развива и мора да се гради на некој начин и нови домови, да се градат нови населби. Меѓутоа, тие треба да бидат многу похумани, пониски, односно да има соодветната инфраструктура, да бидат пониски, да има околу градинки училишта, да има паркови. Треска исто така сметам дека треба да биде рекреативен парк. Влае, може таму нешто да се изгради, меѓутоа не со овој капацитет како што тоа сака да се изгради. Можеби да бидат куќи или да бидат некои пониски згради. Сметам дека ова масивно градење на висококатници, кој цела површина за градење ја зафаќаат и при тоа остатокот од околината го користат за паркинг, е многу погрешно, бидејќи не оставаат простор за другите сервиси кои се многу потребни за граѓаните. Всушност, ние сме сведени на градење зграда, заградување со града и целиот пешачки партер кој би требало да биде за пешачко движење, за играње на деца, ние го претвараме во паркинг зона. Така, некако времето брзо минува, мислев ќе немаме доволно што да кажеме, но веројатно уште една емисија да ве оставам ќе зборувате, бидејќи тоа го правите онака, како што реков на почетокот, тридимензионално. Ова интернетот помага ли за вашите граѓански активности сега, за тој активизам ваш? Социјалните мрежи, тука можете да се реализирате? Па искрено не бев свесна за таа димензија на социјалните мрежи, бидејќи јас не сум инфлуенсер или не ги користам за тоа, меѓутоа, нели очигледно помага, така сум и овде денеска, иако сето тоа што вие сте го виделе не ми е испланирано, туку излегува спонтано. Имавме во почетокот на претходната година еден проект со мои колеги архитекти, Радмила Томаска и Хигоран Мусли, Кенза се нарекуваше, некако по јапонскиот архитект. По архитект, да, кој потекна многу внимание од јавноста. Тогаш бевме поканети да гостуваме во неколку медиуми, и сум благодарна на медиумите што ја препознаваат важноста да се зборува за архитектурата и урбанизмот. Во секој случај да се врши таков притисок и култивизација на населението, но и критики врз тие што ги носат законите, нели? Да. Што ги нарекуваме дивоградби, урбани мафии и така натаму. Да, и сметам дека во таа смисла помагаат сите тие видеа или разговори за граѓаните да се информираат. Каде натаму Ива Петрунова во кариерата, чекате веројатно и редовно работување, чекате покана, но ќе морате и вие да тропате по разни врати. Имате ли посебни амбиции? Што ви е идејата за вашиот натамошен пат во кариерата, да го валоризирате вашето образование, вашиот докторат, ако сакате? Така, не сум сигурна што да одговарам. Се надевам дека би останала тука, бидејќи до сега како што сум се образовала, сметам дека сум многу повеќе потребна тука отколку во Холандија. Таму си имаат институти за урбани студии, имаат професионалци на оваа тема, дека тука сме прилично малку и дека тука сме многу попотребни, повеќе можеме да придонесеме. Сметам дека иднината е многу неизвестна, посебно гледаме што се случува со пандемија, војни и се останато, така што не би можело ништо да се предвиди, можеби постдокторски студии, нели докога има некоја можност за тоа. Се е пред вас. Дистрикт Цил прес студио, Ива Петрунова, ви благодарам. Ви благодарам и на вас.